Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Денеска зборуваме на тема која што за некој што ја нема осетено, можеби ќе делува едноставно, но воопшто не е едноставна. Народно кажано, зборуваме за болките во долниот дел од грбот, но всушност зборуваме за дискус хернија во така наречениот лумбален или слабински предел. Ќе збориме со експерт реномиран на оваа област и ќе ги зафатиме најважните новости кои што се во областа на хирургијата за овој проблем. Бидете со нас. Денешен гостин е доктор Бранко Блажевски, неврохирург со доктор на науки, на тема од областа на лумбалната дискус хернија, со меѓународен сертификат од втор степен за минимално инвазивна хирургија на ребетот, кој во последниве 10 години се занимава исклучиво со оваа проблематика на болка во долниот дел од грбот и лекување на лумбалната дискус хернија. Моментално вработен во приватната болница Евроиталија во одделот за ортопедија и спинална хирургија. Разни специјалности работат на оваа област, но се чини дека денеска го имаме најкомпетентниот експерт токму во оваа област кај нас во емисија. Кои се главните карактеристики на ова заболување? Прво, добро вечер вам и на вашите гледачи. Значи, болката во ногата или популарно наречена во нашиот јазик ишиез, која се јавува како резултат на лумбалната дискус хернија, односно истекувањето на дискусот во слабинскиот регион, е многу интригантна болест, затоа што нејзините карактеристики, долготрајноста, значи еден хроничен ток, досадна болка која некогаш може да биде стварно неиздржлива, не е животно загрозувачка, прави една многу интересна атмосфера, ова зборам се за наши услови, Така? да ова болест е третирана на најголем број на парамедицинари, значи тука имате од секакви области, од масери, од инсталатери и така натаму. Меѓутоа и од скоро сите специјалности на медицината. Да. Јас до сега немам само сретнато некои од гинеколозите, колегите и од педиатрите да дават совети за лекување на оваа болест. Иако, значи, анатомските односи внатре во ребетот, како и заболувањето е премногу комплицирано и за поголемите центри и за нас како неврохирурзи кои се едино компетентни да ја лечат оваа болест затоа што виделе што се случува внатре во ребетот. Не е исто она што има натре во ребетот и она што го има на фотографии, на слики или на рекламни материјали. Да. Сепак не е само на сликата, тука тродимензионалноста всушност е клучот на разбирање воопшто. Прво да се разбере заболувањето, а потоа тек да се пристапи кон Тоа е заболување кое представува сериозен економски проблем за сите држави, вклучувајќи нашата. Значи, надокнадите и загубите се мерат во милиарди евра, затоа што тука доаѓаат боледувања, инвалидност, изостанок од работа, користење на огромна количина на лекови аналгетици. Така. И сега сите се обидуваат некако да најдат начин сето тоа да се скрати и да се направи еден правилник, еден алгоритам за лекување на оваа болест, затоа што од друга страна е па многу интересно да операцијата на отворените и сега современите операции на дискус се најуспешните операции кои воопшто постојат во медицината. Со успешност преку 95%. Одлично. Затоа ние сега ќе се обидиме овде да направиме на паралела меѓу она што моментално ги имаме ние во ово поднебје и она што е светски тренд и она што работиме, што почнуваме да работиме. Што ни е новост фактички во нашата земја. Сега, кои се основните анатомски и патофизиолошки карактеристики на ова заболување? Да го објасниме за Значи, ребетот како орган, како моќен орган е направен во времето на почетокот на формирањето на рбетниците како суштество, ние исто тука спаѓаме. Така. И тоа е направен само со една цел, да го заштити рбетниот мозок. Рбетниот мозок е прататкото на сите организми. Така. Големиот мозок е нов мозок, тој се развива многу покасно. За таа цел, значи, рбетниот мозок си створил една многу моќна структура која е составена од пршлени, измеѓу нив се наоѓаат дискуси, од задната, на предната страна имаме и многу ленти, лигаменти кои ги поврзуваат, на задната страна имаме зглобови меѓу пршлените. Така. Многу голем број на лигаменти кои меѓусебно ги поврзуваат, две огромни групи на мускули, ако можам да парафразирам во жаргонот, тоа се кременадлите,
Так. Значи, кои се многу моćни и кај човекот има уште една мана, што човекот е единственото чувство што оди исправено. Значи, тој е дополнителен проблем за да може да се сочува арбетниот мозок и то сето тој го направил самиот тој да се заштити. Так. Основната единка, анатомска единка на арбетот представува еден сегмент. Тој е составен, значи, од еден пршлен горе, еден пршлен долу, измеѓу е дискус и сите елементи кои спаѓаат во него. Так. Ова е таа основна единица. Основната единица која ќе користиме за објаснување. Така. Сега, ова што го покажуваме што стои помеѓу два пршлени, всушност тоа се тие дискуси кои што ние ги спомнуваме. Може ли малку дискусите да ги објасниме, бидејќи објаснувајќи ги нив, ќе навлеземе во болест. Значи, арбетот што се однесува до архитектониката на арбетот, составните делови тука се е јасно. Значи се е тоа откриено. Меѓутоа, она што е нејасно и што ми се чини дека долго време ќе биде нејасно, тоа е динамичкиот дел. Так. Значи како тој се движи и во сегашно време невозможно е да се проектира такви делови кои ќе го имитираат. Да. Затоа што се чини дека деловите кои влегуваат во грба се премногу сложени, меѓусебно поврзани. Основа на таа стабилност или и динамика представува интервертебралниот диск. Значи тој е дискот кој се наоѓа меѓу два пршлени. Да. Ево како изгледа тој. Значи тој е составен од два дела. Овој надворешниот дел е еден прстен, се вика анулус фиброзус или прстен фиброзен од една трака и внатрешниот дел тој е нуклеус или центар кој е амортизер на сите притисоци кои ги трпи арбетниот мозок. Тоа е помеќиот дел, да речеме. Помеќиот дел. Да. Тоа е нешто слично како Харибо бомбоната. Значи вие не можете да ја смените како год притисок да направите, вие не можете да смените незиниот облик, затоа што во него има колаген, многу моќен колаген и тој е амортизер на сите притисоци, а најголем притисок на арбетот доаѓа од притисокот на воздухот. И тоа представува еден успешен амортизер се додека функционира. Так. А што е овој дел што е со различна боја од надвор, вака што го опфаќа тој тој централниот? Тоа е како еден прстен, како каиш кој го контролира овој дел да не истечи надвор. Тој покрај тоа што го контролира вратнешниот дел, тој служи и за меѓусебно поврзување меѓу пршлените. Так. Овде има една трака, тоа се вика преден долг лигамент, кој ги поврзува и учествува во стабилноста. Ако го гледаме, значи ја гледаме површината на дискот, тој учествува дури во 2/3 од стабилноста на арбетот. Так. Пошто арбетот е поставен како троножец на 3 столба. Так. Дискот е скоро најважниот, не скоро, него сигурно најважниот дел во стабилноста, тој учествува во 2/3 во стабилноста на арбетот. Да. Сега за време на животот, тука се поставува прашањето. Што доведува до проблем? Да. Што е проблемот? Да. Зошто доаѓа до заболување на дискот? Дали дискот самиот од себе пропаѓа, се распаѓа, дегенерира? Така. Дали е тоа заради прекумерното оптоварување на организмот? Дали е начинот на живење? И сето тоа се сега некои претпоставки што би можело да биде, меѓутоа во секој случај доаѓаме до ситуација да дискот ја губи својата функција на амортизер и почнува да пропаѓа, дегенерира. Резултат на тоа се заболувањата на дискот кои се манифестираат преку воглавном две форми, има и повеќе, меѓутоа тоа е нешто за стручна анализа. Значи, оне момент кога притисокот од озгора на арбетот стане доволно премногу голем, да дискот не може да го издржи тоа, пошто овде имате и латерални, значи и лево и десно и напред и назад движење, тој почнува да оди кон страната каде што има помалку отпор. И се случува следната ситуација. Значи, може да се види. На кратко само би ве замолил, можеме и таму нека одат сликите. Ете така. Тоа е, значи, тоа е нормално. Овој дел прво вака да го објасниме, да речеме од аспектот тоа што досега го кажувавте, една рекапитулација да направиме. Значи, горниот пршлен, долниот пршлен, измеѓу е амортизерот, интервертебралниот диск, лево се наоѓа, нема таму спинален, во лумбалниот дел нема, значи, арбетен мозок. Арбетниот мозок завршува на 3 до 4 сантими од првиот лумбален пршлен. Тука е една кеса, полна со течност која го витува мозокот и тука слегуваат сите тие нерви кои подоцна преку тој отвор тамо, излегуваат, тоа се нервни корења кои после се издружуваат и влегуваат во ногата.
Така, И тие ја оживчува цела, ја инервира цела нога. Од кожа преку мускули и тие управуваат со функцијата на ногата. Така. Ето, Можеме тоа е да... Да? Тоа е тој сегмент. Назад само, назад онде кај што пише spinal cord, Добро. се наоѓаат зглобовите кај што се поврзани меѓу себе испод така. ето та линија, и тоа исто е еден многу важен сегмент. Значи, тие се меѓусебно поврзани и со зглобови, и со други многу лигаменти, сите тие со една единствена цел да го заштитат работниот мозок. Сега можеме да одиме и на следниот слайд. Тоа е тоа што Ето како досега. изгледа, значи. Во пресек. Така. Значи, од озгора над пршленот е дискусот. Гледате, имате тоа една надворешна форма анулус фиброзус, тоа е тој прстен кој е многу моќен. Како прстен што го Така, тој е опфаќа. многу моќен и го штити тој натрешниот дел, тој нуклеус пулпозус, таа пулпа, тој колаген мек, за да не истечи, а при тоа да ги расподелува сите сили кои доаѓаат од поради притисокот радиарно, значи лево и десно, за да може да се намали притисокот на пршленот. Така. И сега тука доаѓа моментот кога кога го најавивте дека може тој прстен фактички да попушти. Така е. И тука е тоа е зборот хернија, нели во медицината кога ќе кажеме хернија, Тоа е мислиме истекување. Истекување низ некој отвор. Да, и сега го покажавте многу убаво, беше тоа прикажано со црвена боја, мислам дека беше. Да, тоа е. Како се придвижува централниот дел кон надвор? Значи постојат две форми на дискус хернија. Ова е Добро. За гледачите да сватат. Постојат и некои други преводни форми, меѓутоа тоа е повеќе за професионалците. Значи едната форма е кога внатрешноста на дискот, значи тој нуклеус, почнува да се придвижува лево или десно поради притисокот, поради преголемиот притисок, меѓутоа тој се уште е ограничен од овој прстен. Значи прстенот е се уште во добра форма. Како што гледате, значи ова е нервот кој излегува, тој се наоѓа во негова близина, може некогаш да го допре и од време на време, значи пациентот ќе осеќа болка која здрачи по специфичен, строго ограничен предел на кожата. Тоа се вика дерматом. Во зависност од тоа на кое ниво е. Тоа се вика диск протрузија. Значи тоа е само едно испакнување на дискот во овој отвор овде. Може ли да го крстиме тоа како некоја прва фаза, како диск протрузија? Така е. Значи тоа е знак дека дискот веќе почнува да губи функцијата и сега е прашање што ние може да сториме овде. Единствена работа што може да се направи овде е да се намали телесната тежина или да се смени начинот на живот, ама не верувам дека во денешни услови може да се смени и занимањето. Да, седењето. Прво седењето, второ оние што се премногу оптеретени, знаете, а и на крајот има и конституционална склоност да кај некој организам овој диск или овие везивните ткива, врзивните ткива се нешто послаби него вообичаено и тоа е слаба точка и тука сега гледаме ние ова, ќе ви кажам понатаму како ова да може не да го отстраниме, него да може да му поможеме да не напредува понатаму. Дали мускулите покрај рбетот, ако се позајачат, помагаат малку? Видете, тоа е многу интересно прашање. Значи, оној момент кога ќе се диагностифицира, значи диск хернија, треба се видат кој тип е. И тогаш неурохирургот, значи потенцирам, неурохирургот ја одредува терапијата што треба да се прави. Дали може да се оди со конзервативна терапија, или ќе одиме со оперативна терапија. Тука се разграничува конзервативното едното. И тогаш тоа е алгоритмот на лекувањето и на диагностифицирањето на болеста. Значи, во тој момент ние даваме упатство дека ова не е за операција и му кажеме на нашите колеги кои се бават со тоа, физијатрите, дека со физикална терапија треба да му се поможи на тој сегмент, а тој е преку зајакнување на мускулите, за да може тој сегмент да биде малце почврст. Видете, структурата на рбетот е многу моќна. Така. Значи, ние сме биле сведоци, значи јас сум бил сведок на многу случаи кај што има тешки сообраќајки и удари. Иако се работи за многу голема сила, пореметувањето скршениците се многу мали. Значи многу толку цврста структура е. Многу тешко, практично воопшто не може да се влие од надврешноста врз него. Кога би можело така да се влие, не би били истребени како врста. Затоа рбетниот мозок створи, значи рбет кој го штити. Ова го кажувам со цел да потенцирам дека сите така наречени надворешни влијанија од
во последно време слушам некои декомпресивни масажи и така натаму, тоа нема никакво влијание. Тоа е невозможно да стигне до него, затоа што или имаме еден термин со масажа ги отвори пршлените. Ве молам, тоа не е паштета, сега ќе го отворам. Значи, како би се отворил рбето така, ние би биле истребени како врста. При тешка сообраќајка доаѓаат до скршеници, меѓутоа многу мали скршеници, затоа што се работи за многу моќен систем. На предната страна еволуцијата два мускули. пазела. Тоа е оној бифтек, псоас. Позади имате тие што се кременалите, а на средина е многу моќен систем, поврзан меѓу себе, кој тешко можете да го раздурите, затоа што нема да постои врстата. И сега, ајде еден чекор поназад. Како пациент ќе го осети проблемот? Која е таа? Ајде, слушам. Значи втората форма, тоа рековме дека првата е форма кога е овај диск протрузија, односно кога тој средишниот дел само се испакнува. Меѓутоа, кога обтурварањето станува многу големо или кога може да се случи и акутно да настане ова втората форма, што ќе кажам, значи толку големо, толку брзо да овај прстен не може да го издржи тој притисок, прстено прска, овде има отвор и дел од нуклеусот истекува надвор. Многу убаво. Таа дискус хернија, веќе значи, можеме да ја прикажеме. Дискус, тоа е екструзија. Екс е нешто надвор. Така, не е протрузија, како што гледате, како што може да се види, значи тоа е во константен допир со нервниот корен овде и болките одат по визуелната аналог скала од 0 до 10 одат до 10. Значи тоа се неиздржливи болки. Пациентот ги толкува дека осеќа дека му е запалена кожата и тука се примат огромни количини на аналгетици, одат до трамадол, пациентите стануваат зависни од тоа. И тоа е состојба каде што има механички притисок. Ниеден аналгетик, повторувам, ниеден аналгетик, а уште поголема катастрофа е што му се дават на пациентите кортикостероиди, за да го намалат запалењето на коренот, заради притисокот, кои имат и системско дејство, значи не може да смират ова состојба. Значи ова состојба се работи за механички притисок, овде има едно проширување на нервот, тој е сензитивен ганглион кој баш е за тоа створен, значи само него кога ќе одопрете пациентот осеќа неверојатна болка. Тоа се двете форми, протрузија и екструзија на дискот, со продор во каналот и со различен притисок врз нервот од кој излегува од овде. И сега кај пациент тоа како го кажавме за да го препознае, зошто баш кон нозете? Видете, овде кај нас е јас во својата пракса, како помнат доктор, значи има една диагноза кај овие пациенти кои имат болки во долниот дел на грбот, во половината и во ногата, имаме една диагноза која ја пишуваме лумбоишиалгија, значи тоа е на кованица. Болки во половината, ама и по ногата. Тако нешто не постои. Значи, болките во половината се лумбаго, и ќе боли тука. Ќе боли само половината. Во моментот кога ќе почне да зрачи во ногата, тоа е ишиалгија. Тоа е сосема друга работа. Се случува кај пациенти кои имаат долго време ишиалгија, ишијас, значи болка по должината на ногата, заради лошото оптеретување, да добие мали болки во половината. Но мора да се знае дека болките во ногата се 100 пати посилни од тие во половината. Тоа е ишиалгија. И тука мора да се разграничи. Тука е големата грешка. Што е лумбаго? Ние ако ми дајте можност во наредната емисија ќе кажеме нешто револуционерно за low back pain, што ги имам јас измислено со мојот тим и кој го применуваме. Овде сега зборуваме за ишиалгија. Болката, зрачењето во ногата по дерматомот, колегите знаат што е дерматом, е симптом дека се работи за дискус хернија. Значи нервот е допирнат од парче од дискот. И сега тука медицински да преминеме веќе како се диагностицира? Кој е алгоритмот на диагностицирање? Пациентот кога ќе дојде кај општиот доктор, ево мојот докторат покаже една поразителна работа. Значи 60% од пациентите кои се јавуваат кај матичниот доктор со болки во ногата, тие одма се праќат на физикална терапија, а при тоа воопшто да нема никаква диагностика. Тоа е катастрофа. Вие губите драгоцено време во состојба кај што има екструзија на дискот. Физикалната терапија е апсолутно забранета. Затоа што правите дополнително оптоварување на нервот со движење и обично таја прекинува вториот ден после почетокот со уште поголеми болки. Значи алгоритам е во моментот кога
пациентот ќе се пожали на болка во ногата, која зрачи како лента. Внимавајте, значи не болка во коленото, не болка во колко. Там мора да зрачи како лента. Тогаш би требало тој да се консултира со единствениот специјалист на нашето подрачје, кој се разбира во тоа работа, тој е неврохирург. Некој повеќе, некој помалку. Меѓутоа, некаде во светот тоа го работат ортопедите и тие во еден дел влегуваат во тоа, меѓутоа кај нас се компетентни за тоа само неврохирурзите. Така. Значи не тој да дава упат за снимање, обично се дава за снимање обичен рентген, тој е апсолутно бескорисен, тоа е фрлање на пари. Да. Компјутеризованата томографија, која беше некој златен стандард, сега е веќе надмината, затоа што таа се користи само во случаи каде што има скршеници или да се видат тврдите делови, коските. Така. Значи тој треба да даде упат на неврохирург. Неврохирургот потоа го прегледува пациентот и го дава, да го искористам искористам изјавата на професор Вачаковски, не златниот, него диамантскиот стандард за диагностифицирање на ова болест, тоа е магнетната резонанца која фала на Богу постои. Да. И на која може да се види, значи до последен детал што се случува, значи во тој дел од рабетот. Можеме да отидеме на следниот слајд, таму мислам дека имаме ете го тоа зашто зборуваме. Да, имаме тука ова е интересен, значи слајд, јас ова намерно го одбрав, кај што може да се покажа неколку работи. Може да излезам до таму до? Слободно, слободно. Се станете на оваа страна, ете, повелете. Значи ова е сагитален пресек на рбетот, значи се покажа ова е предниот дел, значи стомакот, ова е грбот. Значи ова е телото на пршенот, измеѓу ни се дисковите, еве го тело на пршено, диск. Она што сакам да го покажам сега и после ќе го подкрепам со мојата девиза што треба да се прави кај диск хернијата е изгледот. Значи овие пршлини, ако и погледате, значи тие се меѓу себе споени со дискот и овој диск има во него еден хиперсигнал, светол сигнал, што значи има голема количина на вода. И тој е жив диск, функционален диск. Так. Гледате, тој е и напнат. Треба да се гледа, да се визуализира. Тој е напнат, значи има конвексна форма, што значи дека тој може да ги амортизира сите удари одгоре. Кога ќе видите на ова ниво, гледате дека овој диск практично не постои, овде имате една лента светла, уште една, внатре имате еден црн материјал, црн сигнал и висината е скоро дупло намалена. Да не зборуваме за овој. Така. Значи овде не постои воопшто ништо. Како избришено е тоа. Овде во предниот дел имате некој остаток и ова, значи скоро, да не речем за 2 до 3 мм лежи коска на коска. Така. Значи магнетната резонанца во овој случај е златен стандард и тука не може ништо да и побегне. Да. Во диагностифицирањето. На втората Ево овде, со црвено значи, што е да, означено? овде тој што го направил овој слайд сакал да го покаже тоа. Значи ако ги погледнете, ова е спиналниот канал, тоа е внатрешноста, овие се тие нервни корења кои слегуваат и излегуваат кај секој отвор. Така. Значи гледате дека овде тој канал е широк, сигурно повеќе од 1 сантим и овде дека дисковите не пропаѓаат во каналот. Так. Гледате што се случува овде. Ви имате плюс материјал, едно топче кое сигурно е некаде од 5 до 6 мм, кое е пропаднало, тоа е она екструзија, кое е пропаднало во каналот и се видите каналот колку е овој тесен, а овој корен што слегува од одзгора е директно притиснат од него и тоа зрачи према долу. Исто се случува и долу, овде само подобро тоа е означено за да може и подобро да се види. Да. Тоа е значи диск, значи екструзијата, тоа е парче кое е излезено надвор и кое треба да се третира. Оно што сакам да го напоменам. Ова е интересен слайд и што го одбрав. Значи кај во нашиот менталитет и створене на фама дека пациентите не треба никако да се согласат за операција на арбетот. Да, да. Во овој волумбалниот дел, затоа што сигурно ќе остане во количка. Тоа е таква небулоза да е нешто невидено. Да. Видете, и да сакате такво да направите невозможно. Затоа што 5, 4, 3, 2, 1, значи арбетниот мозок завршува некаде овде. Така, тука Овде веќе нема, ова е долу нема арбетен мозок, овде е вода и корења. Значи вие и да сакате, вие правите рез од 1,5 сантим. Така. И да сакате да направите штета, тоа е невозможно. во тој канал веќе Тоа е рбетен само мозок вода. нема. Да, тоа е само вода и слегуваат нерви. Нерви. Значи тука е невозможно вие да направите човекот да остане во количка. Меѓутоа голем број луѓе живеат од тоа, Да. од таа фама и тоа оди на штета прво на пациентите, а второ и на штета на државата. На државата.
Не така. Затоа За имам- разлика од торакалниот, значи грбниот дел. Кај грбниот дел операцијата 90% носи параплегија. Таму е веќе, значи А овде, значи операцијата е апсолутно сигурна, значи јас досега не сум сретнал не само јас, него било Никој кој нема, моите колеги да. и никаде никој не реферирал дека некој после операција Така. заради манипулацијата кај дискот останал параплегичен, значи со земени нозе во количка. Значи тоа е апсолутно невозможно. Така. Мислам дека разбивме еден многу важен, една многу голема заблуда. Една заблуда која што многу често се спомнува. Но со оглед на тоа дека вие сте сертифициран за минимално инвазивна хирургија во овој дел, кои се моментално опциите кои што нам ни стојат на располагање? Еве, диагностициравме, ова е состојбата, што нуди минимално инвазивната хирургија како лекување? Значи, ние имаме тука, имаме на располагање неколку врсти на операции, разни варијации има. Првата операција на лумбален диск, значи ова парче да се извади надвор, Така, е направен 1934 година од Микстер и Бар. Да. Тие тоа што го препознали, тоа го направили, окей. 1970 година Гази Јашаџил тоа го малце го усовршил, ставил микроскоп, но сите тие операции, поготово хирургијата на 21 век, тежна е кон едно. Значи да го страните проблемот, а да не направите штета. Нула штета. Затоа е измислена ендоскопијата. Да. Значи секој ден таа напредува во смисла да се најда природни патишта на патот да нема многу оштетувања, вие да завршите работата. Така. Значи, нас ни стојат на располагање неколку методи. Ние, она што го направивме пред некој ден во Евроиталија со мојот тим на рентгенолози, Така. значи, кај пациенти кои не е истечен дискот, значи, кај што има протрузија, тоа е така, се влегува со игла од надвор, се влегува во средината, тоа може да го дадете на наредниот слайд. Така, може и следниот слайд сега веќе да го пуштиме, тој кој што беше накнадно се го достави. Е така. Еве иглата се гледа горе каде се наоѓа простор, значи се влегува со игла внатре и внатре се убризгува, значи висока концентрација на кислород и ниска концентрација на озон Така. во диск материјалот, во нуклеусот, тоа се вади и при тоа не настанува никакво оштетување на анулусот. На Само овој една прстен. точка, само една точка. Тоа се затвора Да, се затоа што затвора, има 9 слоеви, 9 до 12 слоеви. Значи нема никакво штетување. Така. Месец до два настанува распаѓање на протеогликаните кои се наоѓаат, тоа се протеини кои се наоѓаат во средината на дискот и дискот со други така прости зборови да кажам се суши и се собира како сува слива, повлекувајќи го овој дел кој оди према коренот да го притиска. Значи тоа е една од минимално инвазивните техники, ние тоа го направивме пред некој ден и него направивме под обичен рентген, сега во еден голем центар во околината е направено под CT скен, значи тоа е нешто полесно, за ова треба многу големо знаење. Од тие дводимензионално, а вие да, овде значи мора да познавате архитектониката и не само на работот вака, него морате и на рентген. Тоа го научив јас во Загреб кај доктор Роберт Сафтич кој представува Алфа и Омега за овие работи. Така. За голема случајност тој пат денес е во Македонија на посета, ќе се видиме утре, пак ќе му се пофалам. Баш така. Да. Значи целта на операцијата е вие да го решите проблемот, а при тоа да не правите штета. Така. Ако кај старите операции, значи она отворената дистектомија, значи вие влегувате од позади, ги раздвајате мускулите, па после го сечите, ова има еден жолт лигамент, па после грицкате дел од коската, па дел од зглобот додека стигнете до материјалот да го извадите. Значи вие правите штета. Одувањето на мускулите од средната линија носи сегмента нестабилност одма. Тоа е така. И сега има разни вариации. Јас сум едуциран покрај тоа за fully endoscopic transforaminal discectomy. Што значи тоа? Значи тоа мал број земји може да се пофали во Европа дека тоа може да го направи. Така? Но ево јас се уште немам најдено некој што е заинтересиран затоа што опремата е малце поскапа. Така? Но овде ние во мојата куќа тргнуваме многу силно, така да верувам и тоа ќе го направиме. Значи се влегува скрос од страна, низ мускули до овој дел овде, до овој форамен, до овој отвор, се трга парчето те завршена работа. Во локална анестезија. Во локална анестезија. Она што следен чекор може да се направи, значи ова со кислород и озонот, тоа треба да чекаме 2 месеци да заврши хемиската реакција во нуклеус пулпозус и тој да се повлечи. Да се стабилизира. Да, ние од септември, значи ќе набавиме и ласер, значи тоа се вика, таа метода се вика PLDD, значи перкутана лазер диск декомпресија.
Така? каде што на она место каде што се наоѓа иглата, низ неа проаѓа оптичкото влакно и на местото на нуклеус популус се развија температура околу 200 степени. Едноставно го претвараме, го вариме, го претвараме во пареа, тој испарува низ тој дел, после тоа се става мала концентрација на озон и пациентот сад време после операција е без болка и со решен проблем. И сега последното прашање. Кој е степенот на успешноста на сите овие микроинвазивни процедури? За микроинвазивните процедури, значи, прво да ви кажам дека ние користиме сега за сега и отворени дисцектомии. Рековме дека успешност на таа операција преку 90%, таква операција не постои никаде. Така. Микропроцедурите, нивната успешност е апсолутно, значи не побитна. Значи Последниот збор на хирургијата. Тоа се работи секаде. Тоа се работи секаде. Во Белград пред 15 дена го направија тоа со озон, веројатно ќе следи и со ласер. Трансфораминалната дисцектомија е малце посложена, велам. Јас тоа го работев и во Загреб, и во Минхен. Го пробав со учител со Роберт Сафтич и верувам дека тоа ќе дојде и кај нас, значи тоа е една процедура која се работи во локална анестезија, пациентот за 2 сати си оди дома. Значи многу помалце преминува во болница него кога го вади зап. Со решен проблем. Да. Опремата е малце поскапе, но тоа е са медицината. Тоа се последните зборови на медицина. Значи она што е основно, ако може да се врати оној слайдот кај ше на магнетната резонанца. Да, со магнетната резонанца претходниот слайд. Добро. Значи она што сакам уште нешто да го потенцирам за вашите гледачи и идни Добро. пациенти. Значи ова нема ништо овде повеќе. Така. Ова е значи илузорно да сакате да ја задржите ова состојба. Да. Овде нема диск и одлагањето на операцијата, на интервенцијата само ќе го влоши резултатот. Во мојот докторат се покаже дека кај оние пациенти што имат ишијалгија, значи се постар од 6 месеци, Над 6 месеци. значи на 6 месеци резултатите сигнификантно се полоши. За оние кај под 12 месеци се ужасни. Зошто? Затоа што во тие 12 месеци страдат околните. Настанале штети. Така, Да. и горниот сегмент веќе ја презема таа улога и тој страда. Значи, да се задржи ова ситуација е илузорно. Ова нема тука диск, овде нема тука диск. Значи, ние треба да го страниме ова парче. Сега се во тек некои експериментални студии со аплицирање на матични клетки овде за да Како некој вид регенеративна регенеративни хирургија, да програми, евентуално се створи нов диск. Значи, секој пациент мора да пристапи кон ова, затоа што ова парче организмот ќе го острани. Тоа е непотребно. Се што е непотребно организмот тој ќе острани. Дали тоа за 7 до 12 месеци ќе го острана макрофагите, значи имаме такви случаи, луѓе што не сакале се опират, значи окей, тоа е нивна определба. Сакале да трпат болки, трпеле болки, немале неуролошки испади за среќа и после 7 месеци ова парче не постои. Значи макрофагите, тоа се ситни Одбранбениот систем на нашето одбранбениот тело, систем ова го странува затоа што ова го организмот го третира како страно тело. Страно тело. Или пак на ова ќе надода и калциум и ќе го направи многу после потешко за операција. Значи тој што ќе оперира ќе има проблеми. Така. Затоа, значи јас им препорачувам на сите оние кај кои е диагностифицирана екструзија или протрузија да бидат подвргнати на третман за да може да се решат од проблемот. Затоа што 90% од нив се враќаат во нормален живот. Се разбира, малце ќе мора да се штеди овај работот, значи половината, меѓутоа добиваат се праќаат после обавезно на физикална терапија, тие со своите методики ги загнат мускулите, има посебна школа за движење, за кревање на предмети и такото ќе може многу успешно да се истретира, него ли да трпат болка, затоа што околните елементи ќе настрадат и резултатите после операција ќе бидат многу лоши. Доктор Блажевски, ви благодарам, навистина детално, мислам, исцрпно ги објаснивме овие работи. Се радувам што во Македонија има опции и за така современо третирање. Во наредна прилика ве очекувам повторно како гостин следната тема лумбаго. Фала. Ви благодарам. Ви благодарам и вас. Бидете поздрави. Ние продолжуваме понатаму. Во првиот дел од емисијата зборувавме за лумбалната дискус хернија и при тоа се задржавме, да речеме, на покомплицираните хируршки микроинвазивни методи за лекување. Сега преминуваме на физикалната терапија и ќе зборуваме за рехабилитацијата, превенцијата, кои се тие вежби кои што можете дома сами да ги направите и ќе покажеме една
показна вежба, да речеме, од една масажа. Со мене се Владко и Александра, физиотерапевти. Добре дојдовте. Добре ве најдовме. Да почнеме со делот за рехабилитација. Значи, што е тоа што може да биде направено преку рехабилитација и каде е местото на рехабилитацијата кога зборуваме за дискус хернија? Најпрво ви Или- благодариме за поканата на емисијата. Ви благодарам. Пожелуваме многу успех. Благодарам. Многу успешни емисии и гледани емисии. Благодарам. Во однос на рехабилитацијата е еден сегмент каде што е најважен во лекувањето на една болест, диагноза како што е денеска дискус хернијата. Така. Рехабилитацијата може да биде и пред операција и после оперативно. Се разбере со индикација на колега лекар кој што препратил кај вас. Сега, нели, како нели. колегата што збореше пред нас, така да така. ние може само да збориме во делот Секој на во својот дел, рехабилитацијата. се разбира. се Секако. разбира. Во однос на делот каде што е предоперативно. Имаме физикална терапија, каде што Така. се работи со струите, Така. магнет, интерферентен ток, сите оние делови кои што ги знаеме, кои што одиме со електрични апарати. Вака со струите Делот- малку страшно. Значи, тоа боли или не боли? Да им кажеме на пациентите од Не боли воопшто. Во Значи, ред. баш е превентивно, баш е за опуштање на местото и нема никаква болка. Така, Истото продолжува и со масажата. така. Вториот дел од рехабилитацијата е масажата, каде што исто така нема болка, Да, да, само да. што го опуштаме местото, правиме релаксант за мускулатурата и превенција за дополнително искривување на рабетниот столб. Така. И третиот сегмент е кинезитерапијата. Кинезитерапијата е дел каде што се прават вежбите. Така. Вежбите кои што се делат во два дела. Едниот е за опуштање, збориме за флексибилност на мускулатурата, Така. за да попушти болката, доколку е тоа во првата фаза, и вежби за зајакнување на мускулатурата, каде што веќе поминала болката, поминала цела рехабилитација, да кажеме, Така. и мораме да ја зајакнеме мускулатурата за понатака одржлив дел на рабетниот столб. Ова важи и предоперативно и постоперативно, Во принцип да. по принцип. Да, со тоа што докторот одредува дали ќе биде пациентот опериран или нема да Така. биде. И вежбите зависат дали ќе бидат пред операција, кои вежби ќе бидат предоперативно, кои вежби ќе бидат подоцна. И сега се враќаме многу чекори поназад, доаѓаме до делот на превенција. Има ли нешто што преку вежби или на било кој начин човек може да го направи за да ја намали веројатноста? Вака, значи како што знаеме, факторите кои што доведуваат значи до појава на овој тип на повреда, затоа што ја не би го класифицирала како болест, туку тип на повреда, Така? тоа всушност значи да не се прво еден од најголемите фактори е кревањето на тешко, Така. на тешки предмети, на големи тежини, подоцна гојазноста, исто е фактор кој што доведува до ваков тип на повреди. Тоа е и кревање тешко и носење на тешкото цело време со себе. Нели? Тоа е тоа. Тоа е Огромна тоа. телесна тежина, Ето значи така. дека носите со себе товар кој што го постојано. носите постојано. И Баш така. И едно од исто најголемите фактори е тие нагли покрети, посебно со ротација на рабетниот столб. Исто така, многу е битно, сека таа кревање на тешко, тоа не мора да значи дека е стварно тешко, туку може да биде 2 килограми, меѓутоа не соодветно, каде што најчесто правиме флексија, односно се наведнуваме, значи, према напред, наместо сето тоа да се спуштиме со колената и со колковите. тоа е прашањето. Како се крева тешко или како се крева тежина од земја кога сакаме да го кренеме? И при тоа нели не е дека се подаваме напред. Флексија, како што кажавте, го фаќаме и го влечеме фактички со рацете и тежината паѓа на грбот, баш така. на ребетот, туку клекнуваме. Значи, еден чучењ. Познато, тие што знаат Да. што значи чучењ, значи со исправен грб и флексијата доаѓа во колковите и во колената. Значи клекнуваме, го фаќаме што и да е тоа Да, и и со повторно нозете се креваме креваме повторно. нагоре. Што е Ето тоа така. што можеме на работа да го направиме како превенција, еве, на работа да оти нели седиме најголем дел од нас, па да си помогнеме за рабетот. Најпрво што можеме да направиме е делот, односно столчето каде што седиме, Така. да си го приспособиме за нашиот рабетен столб, односно за нашето тело. Така. Тоа е дополнување со перничиња.
анатомски перничења во однос на лумбалниот дел. Така. Каде што ќе прават притисок и ќе ги пополнуваат тие празнини кои што прават у принцип проблем и настанува дискус хернијата. И на тој начин ќе ја следат нормалната физиолошка кривина на рбетот. На Така, рбетот. рбетот не е Прав. нели, не е прав, туку си има нормален след и да го следат тој дел, да го подкрепат, така? Секако. Тоа е Тоа е првиот првото. дел. Добро. Вториот дел е држењето исто така на нозете. Значи да бидат исправени. Многу е битно Така. во агол. 8 сати се, не се малку, многу така време, така затоа да. И препорачливо е и од научниците, и од сите стадии, дека на секој час и половина, треба секој да стане од своето работно место. Односно, барем 30 на секунди до 1 минута да се исправи. Така. Да си направи една екстензија на самото тело. Па макар и да направи неколку чекори околу своето биро, доколку му дозволува просторот, се разбира. Така. Тоа е така. еден вид на превентива за нозете. Да. Исто така и за вратниот дел, затоа што не е само лумбална хернија, имаме и вратни цервикални хернии. Така. Поготово сега Со во ова компјутерите време, постојано пред каде нас, што да, сите сме пред компјутери, телефони, многу е важно вратот да ни е исправен, значи да е во прав дел на телото, на рбетот, на грбот. Да. Значи да не ни е исправен напред во протракција, туку треба да е ретракција назад, да бидеме исправени. Самото тоа значи дека и мониторот каде што седиме треба да ни биде на повисоко ниво. Така, за да може и тој на природен начин да не држи, да не тера кога е поисправен. Мониторот ќе не тера, нели да ја кренеме главата. Ако биде вака некако поставен под агол, ние природно ќе се наведнуваме кон него. И ќе се направиме дополнителен притисок. Така, значи, а тоа се извонредно важни работи, бидејќи, како што рековме, нели, сати проаѓаат на нашето работно место, и ако не седиме правилно, ако не сме исправени, ако нозете не стојат добро, мониторот не стои добро, после да не се чудиме од каде боли грбот. Секако. Може ли да покажеме една кратка масажа Секако. и Секако. една и при тоа ќе ни објаснувате што правиме, така? Секако. Како една мала лекција да речеме за масажа. Секој може да речеме превентивно и дома да си проба со свој близок, со партнер, пријател, било како да си помогне сам на себе, на Так. самиот рбетен столб, со тоа што сите движења што сакаме дома си ги направиме, доколку постои болка, си ги правиме од внатрешниот дел, а тука не е рбетниот столб, надворешно. Значи се движи во надворешниот дел. Секој Так. мускул е во надворешниот и секој движење оди од доле нагоре. Што Так. значи дека почнуваме од лумбалниот дел, каде што ни се две Да. точки кои што се и рефлексони и каде што завршуваат многу нервни завршетоци, каде што подосна, нели претпоставувам кога што зборевме со Така. колегата претходно, Да. доколку е понапредна дискус хернија, продолжува болката и по екстремитетите. Така, За да не подносот. продолжи, значи се обработуваат тие мали точки. Се оди внимателно понагоре. Сега сепак правиме на столча масажа. Така. Ова е претежно масажа за на работно место, Така. каде што не употребуваме масло. Дома секако може гетски масти да се употребуваат, за да се помогне и влијанието се Така. повеќе да е насочено кон мускулатурата за отпуштање. Значи сите движења одат кружни движења, Движењата се кружни од надвор и се од надвор кон од внатре кон надвор. Така, Секако. добро. И со самата хернија, значи најбитно е првата превенција ни е делот околу болката. Секој од луѓето претпоставувам пред да добијат Така. хернијата, да се дијагностифицира, имаат болка во мускулатурата. Тоа е Така. првата фаза на хернијата, затоа што ако не се реагира на времено во болката мускулатурата, еве да речеме болниот дел, Така. тој дел, тој мускул, само ја спазам, притиска на рбетниот столб. Со самото притискање настанува деформација. Тоа е па вториот дел од веќе И дијагностицирањето компликациите Секако. почнуваат да се надоврзуваат една на И друга. третата фаза, да речеме веќе најпоследна е каде што од невролошки аспект настанува. Како што споменав претходно, нервниот систем се активира, односно се притиска нервот од самата деформација и Така. почнуваат да болат екстремитети, односно оди болката по глутеус, покрај ногата, стигнува до прстите, во некои случаи има и трнење, Така. во некои случаи краен, значи стигаме и до парализа. Да. Значи дека превенцијата за дискус хернијата почнува од првиот ден, од првата болка што ја имаме сите. И се И- почнуваат слободно, на странично движење околу Да. мускул. Сите движења се лесни. Во ниеден движење не треба да има болка, мора да знаеме за тоа. Затоа нели и во Масажата медицината не е болна. Да, не, затоа и во медицината нели велиме дека има конзервативен дел или дел кој што е нехируршки и хируршки дел и тоа се двете генерални области. Владче, Александра,
Времето ми истекува за денешната емисија. Јас многу ви благодарам што Благодариме одвоивте и на вас. време. Во следна За прилика поканата. можеме да се видиме пак, па да отвориме и некоја друга тема и надолго и на широко да си поразговараме. Јас Благодариме. благодарам многу на нашите гледачи за вниманието денес. Еве една важна тема, ја опфативме од два различни аспекти, ја продискутиравме, има уште многу што и за ова и за многу наредни медицински теми за што да разговараме. Голема благодарност до Алкалоид и до Авицена што го направија возможен нашиот проект. Ви благодарам, се гледаме следната недела во 17.